бидејќи гледам измената која се прави, малку е окей. Малку е популистичка, со намера да се покаже дека таа комисија ќе работи бесплатно и така натаму. Јас би сакал само да кажам неколку зборова однос на комисијата. Доколку законот, тоа што колегата Дана го спомна, доколку законот имаше изградени критериуми, немаше да има потреба од комисија. Во Агенцијата за млади спорт имаме два сектора, тоа е делот на сектор на спорт и на млади. И тоа треба посебно да се разговара во тој област. Претходното законско решение имаше 4 членови, 2 од Агенцијата за млади спорт и 2 од спортските федерации, односно спортски федерации од екипниот спорт и спортски федерации од индивидуалниот спорт. Тоа се е во ред, меѓутоа и тука останува прашањето кој нели. Но нормално, власта си предлага тие кои треба да бидат и да одлучуваат по тој основ. Во овој момент, најверојатно некој политички договор се направи комисија од 7 членови со претседател и 6 членови. Ја точно не знам сега, бидејќи не успеав, не знам ако може некој да им помогне, од која област се би биле тие 6 мина, претпоставам дека може би од спортот ќе бидат, нешто колегата го спомнуваше и Македонскиот олимписки комитет. Меѓутоа се поставува прашањето дали има потреба од едно вакво тело. Јас само сакам да напомнам дека нема потреба од таква комисија, си имаме оделение за спорт во Агенцијата за млади спорт каде што треба да го прави. Индициите на ваквото законско решение дека владата, а најмалку треба тоа да го прави, треба да го остави на друга страна да си го решава, зошто тогаш би постоела Агенцијата за млади спорт, доколку владата им ги презема надлежностите и им одлучува во однос на нив. Значи, владата не треба да се занимава. Таму сме сведоци дека се формира Совет за безбедност, дополнително на досегашниот Совет за безбедност кој го водеше председател на државата. Сега премиерот дополнително без председател на државата правиме Совет за безбедност. Иждаре се пари, иждаре се дневници, пак треба да се собереме, треба да разговараме. На крај крајшта не се работи дали ќе земат тие пари или не. Дали зборуваме за ефикасност на работата и колку треба да се направи. Така да, ние, јас ви кажав, комплетно даваме поддршка на ова, укажуваме за слабостите кои се случуваат на ова законско решение. Сметаме дека ова не треба така да биде. Ова комисија што се формира дополнително тие што беа претходните 4 лица, сега 7, непотребно е да се направи, затоа што остава впечаток во јавноста дека некој свесно ги насочува парите некаде каде што треба или не треба. Се создава во едно вакво општество каде што сме ние, се уште недоверба. Дали ќе се дадат на сите клубови, дали тие некои клубови, условно ми се мене или на Драган Пријател или на Диме, ќе има тука подоба во односот. Јас се надам дека таква ситуација нема да дојде, зашто тој клуб некојаш има луѓе внатре кои се од една или друга политичка партија, ние сме мала држава и ни се поставаат такви прашања. Меѓутоа, чисто заради јавноста, уште еднаш сакам да појаснам. Комисијата која постоеше од 4 лица се зголемува на бројка 7 со председател со предлог од владата. Сметам дека тоа не треба да биде така, доколку во претходното законско решение за кое укажувавме дека треба да постои критериум за добивање на тие ваучери или тие пари. Така да во однос на тоа сметам дека и тука ви е избрзано, меѓутоа вие сте власт и мнозинство, така да повелете. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор?